Премиерот Мицкоски ќе ги разреши од позициите министерот без ресор Шабан Салиу, кој од 2008 година раководеше со дирекцијата за заштита и спасување, како и актуелниот директор Џеват Селами од Влен, откако се најдоа на листата на ново осомничени во истрагата за пожарот во Кочани. Информацијата ја потврди од владата за Канал 5. Како влада сме целосно посветени на темелна истрага и во таа насока ги разгледуваме сите процедури и правила кои ни стојат на располагање. Во интерес на постапката ве информираме дека по враќањето на премиерот од официјалната посета во Обединетите Арапски Емирати, лицата кои се уфатени во истрагата ќе бидат разрешени. За разлика од Џеват Селами, кој не е познато каква мерка доби, председателот на партијата на ромите Шабан Салиу е во ефективен притвор, зашто поднесе жалба до Кочанскиот суд и бара да му биде одредена алтернативна мерка. Неговиот адвокат Ванчо Шехтански вели дека притворот е спорен од причина што според законот за инспекциски надзор, ингеренциите за инспекции се во рацете на самите инспектори, а не кај директорите. Ингеренциите се на инспекторите. Од тие причини, значи, не може да има никакви надлежности директорот за вршење на надзор. По вториот основ, дирекцијата за заштита и спасување, односно неговиот инспекторат, може да врши инспекцијски надзор само врз легитимен објект, а не и дивоградба. Значи, дивоградбата ја утврдува друг орган, ја утврдува МВР и утврдува обвинителството по допрен глас. Бидејќи се работи за министер, со пасош и приватен и службен, понудени се како гаранција, очекуваме да биде уважена жалбата. Покрај Салиу до Кочанскиот суд уште 5 од осомничените поднеле жалби, за кои се уште се одлучува. Кој каква мерка добил од судот не откриваат. За сега е потврдено само дека се работи за поранешните функционери, меѓу кои Валјон Сарачини и Беким Незири, сите директори од ДЗС од 2012-та, неколкумина инспектори, државни секретари и службеници. Во меѓувреме обвинителството побара мерки на предпазливости за 19-тото лице, актуелниот амбасадор во Норвешка Дритон Кучи, кој иако најави враќање со првиот авион, се уште не е дојден во земјава.